Минути за урбани вести, добро дојдовте. Подобрување на условите во стационарот Вардариште бараат Сдруженијата за заштита на животните од град Скопје и од јавното предпријатие Комунална хигиена. Ова е само најава за вестите, останете со нас. Нула отпад бесплатно ќе го собира електричниот отпад од домаќинствата во аеродром. Општина Ѓорче Петров спроведува акции за чистење на отпадот по топење на снегот. Левица бара од јавното предпријатие Комунална хигиена да ги подобри условите во Вардариште. Вакцините со погрешни декларации ќе бидат уништени. За 1 месец треба да се најде решение за проблемот со комплексот Македонско село. Општина Аеродром и Нула отпад отворија телефонска линија за пријавување на стар и расипан електронски и електричен отпад, кој бесплатно ќе биде превземен од домовите на граѓаните. За несоодветно депонирање на електричниот отпад предвидена е казна од 60 евра. Во борбата за почиста животна средина се вклучи и општина Аеродром со промоција на новиот начин на собирање електричен и електронски отпад од домаќинствата. Ова акција се спроведува во соработка со колективниот постапувач Нула отпад, кои се задолжени за превземање на старите телевизори, машини за перење, бойлери или малите уреди за домаќинство. За олеснување на процесот отворена е телефонска линија на која може да се пријави стариот електричен или електронски отпад. Општина Аеродром и оваа година ја продолжува соработката со Друштвото за управување со отпад, Нула отпад. Новитет оваа година е тоа што на телефонскиот број 072360000 ќе може самите граѓани да го пријават својот електронски отпад и од самото друштво да пуштат екипи да го соберат тој отпад од домовите. Со тоа придонесуваме уште еднаш за заштита на животната средина. Казната за фрлање електричен отпад во садови предвидени за комунален отпад изнесува 60 евра, но досега не е изречена ниту една казна од страна на комуналните инспектори, рече денеска Александра Пановска-Илиевска од Нула отпад, предупредувајќи ги граѓаните дека стариот електричен отпад содржи канцерогени материи, кои при несоодветно постапување може да бидат опасни по здравјето. Новитет е што оваа година насекаде низ општината може да ги забележите налепниците кои што се сервис за граѓаните, дека директно од дома бесплатно им се собира габаритниот отпад, односно електронскиот и електричниот уред кој што е неисправен во нивниот дом. Ова е со цел и со идеја да не се создаваат диви депонии кои постојано ги имаме не само во општина Аеродром, за жал насекаде низ Скопје. Ја се надевам дека државниот инспекторат навистина ќе ги засили инспекциите и ќе имаме може би казната е најдобра мерка за граѓаните да постапуваат на правилен начин. Сервисот е тука, општината навистина на граѓаните им овозможува бесплатен сервис од домот да се собере директно електронскиот уред и да нема лифт во самата зграда, уредот ќе биде подигнат. Ова е идејата да лицата кои што се немаат можност, стари, изнемоштени или пак со одреден тип на инвалидитет, имаат можност да се направи бесплатно. Според досегашното искуство, кај граѓаните постои голем интерес за ваков тип акции, со кои на лесен и едноставен начин се ослободуваат од неисправните уреди за домаќинство, за кои инаку самите би требало да организираат соодветно депонирање. Општина Ѓорче Петров спроведува акции за чистење на отпадот кој се појави откако се стопи снегот. Целта на општината со овие акции е да се исчисти општината и полека да се подготви за зелената офанзива која треба да започне напролет. Откако се стопи снегот, отпадот расфрлан по јавните и зелени површини излезе на виделина. Токму затоа општина Ѓорче Петров започна со организирани акции за расчистување на отпадот по топењето на снегот и продолжува со краткорочните мерки за намалување на загадувањето. Од општината информираа дека 4 метри кубни смет се подигнати од населбата Даме Груев од улицата Лепенец, а комуналните служби, согласно временските услови, продолжуваат со чистење на општината. Една од причините за загадувањето на воздухот е и отпадот кој несовесно се расфрла по улиците, тротоарите и требните површини. Затоа апелираме за советност, истакнуваат од општината. Според нив, целта е да се исчисти Ѓорче Петров и полека општината да се подготви за зелената офанзива која ќе започне напролет.
Сдруженијата за заштита на животните од град Скопје и од јавното предпријатие Комунална хигиена бараат подобрување на условите во стационарот за бездомни кучиња Вардариште. Советничката Драгана Велковска тврди дека кучињата умираат како резултат на болести кои се појавиле во стационарот и бара итна дезинфекција. Сдруженијата за заштита на животните веќе подолг период алармираат дека состојбата со единствениот стационар во Скопје за бездомни животни Вардариште се наоѓа во катастрофална состојба и бараат од градските власти да покажат интерес за санација на стационарот. И Драгана Вилковска од Левица на вчерашната седница на Советот на град Скопје побара јавното предпријатие Комунална хигиена и градот Скопје да обезбедат средства за реконструкција на стационарот Вардариште, каде што минатата година Шинтирската служба заловила 1182 кучиња. Според незините зборови, состојбата во стационарот не ги задоволува условите за престој на кучињата и истите умираат во големи маки, како резултат на болестите кои ги демнат таму. Вилковска нагласи дека дезинфекцијата на стационарот е неодложна и задолжителна, пошто би требало да следува и реконструктивен зафат. Препорачувам на представниците од Комунална хигиена да при планирањето на средствата од оваа програма издвојат најбрзо што може во тековнава година средства за итна санација, односно темелна дезинфекција и варосување поради дезинфекција повторно на стационарот Вардариште, бидејќи во моментов таму бесне епидемија на штенечак и на парвовироза, од која што умираат огромен дел од кучињата кои се внатре, а да не зборувам што тоа значи за улиците на Скопје. Значи, тоа не се многу средства, дезинфекцијата може и веднаш да се почне најбрзо со извршување, поради тоа што во моментов стационарот е секциониран, односно во студениот дел не се чуваат животни, така што полесно може да се изведе ова, имајќи предвид дека едниот дел би се користел за реновирање, другиот дел би се чувале животните и така. Неопходно е ова што побрзо да се изврши, повторувам, бидејќи представува моменталната ситуација закана и за сите нас, не само за животните кои се таму, кои умираат во многу тешки маки. Тврдејќи дека вработените во стационарот не се грижат доволно за кучињата. Секоја сабота активисти одат во Вардариште каде носат храна и кебиња. Во повикот на иницијативата за згрижување на бездомни животни Daisy Family Rescue стои дека на кучињата им се потребни храна, лекови и кебиња. Од друга страна, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје најостро ги демантира информациите кои што се однесуваат на лошите услови во кои што се чуваат и третираат бездомните кучиња во стационарот Вардариште. Инаку, Советот на град Скопје вчера ја изгласа програмата за инвестиции во јавното предпријатие Комунална хигиена, во која што најголем дел од средствата ќе бидат наменети за канцелариски мебел и канцелариска опрема, како и за правење стратегија за справување со ризици. Вакцините МРП кои имаат декларации со поминат рок до утре ќе бидат уништени. Агенцијата за лекови донела решение за уништување на повеќе од 600 вакцини на кои беа залепени декларации со поминат рок, а наредбата е доставена до добавувачот. Од декември, кога беше прогласена епидемија на морбили во Скопје, денеска се регистрирани 75 заболени. МРП вакцина примиле 3913 лица. Во моментов на клиниката за инфективни заболувања има 21 пациент со морбили, а на домашно лекување се 3 пациенти. МРП вакцини на кои стојат погрешно залепени декларации ќе бидат уништени од страна на компанијата Македонија Лек, која ги дистрибуира. Ова денеска за МИА го изјави директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства Кјахил Ибреми. Од Министерството за здравство пред 2 недели по извршена внатрешна контрола во сите здравствени домови соопштија дека било утврдено дека во вакциналните пунктови се пронајдени 635 кутии од МРП вакцината, на кои стојат погрешно залепени декларации. На прашањето зошто е донесена одлука за уништување на вакцините со погрешно залепени декларации доколку рокот не им бил истечен, Ибреми посочи дека лекот можат да го прогласат за неисправен доколку е оштетена кутијата, поради грешка, испорака и погрешна налепница.
Кај вакцините Приорикс не се оштетени кутиите, само декларацијата е погрешена за нив. Има погрешен датум. Ако ја тргнеме таа налепница и залепиме нова налепница, ќе почне да се зборува меѓу народот, еве ги пуштиле тие со поминат рок. Никој не сваќа дека апсолутно не се работи за вакцина со поминат рок, туку за вакцина со погрешно залепена декларација, нагласи Ибраими. Тој смета дека во врска со уништувањето на вакцините нема да се зголеми сомнежот во јавноста. Во врска со казната за компанијата Македонија Лек, рече дека таа ќе се движи од 25.000 евра до 50.000 евра. Од компанијата посочија дека при контролата откриена е помала техничка грешка која вработените ја направиле при аплицирање на декларациите. Имено кај мал дел од пакувањата се аплицирани старите декларации со датум од претходниот увоз, односно октомври 2018. Граѓаните може да бидат сигурни дека сите вакцини се со врвен квалитет и важечки рок, истакнаа на почетокот на месецов од компанијата и се извинија за пропустот и непријатностите кои биле предизвикани. Оттаму потенцираа дека пакувањата веднаш биле повлечени за да нема понатамошни забуни во јавноста и соодветно се заменети. Ако не се намали количината на испуштени загадувачи во воздухот, не може да има ефект врз намалувањето на аерозагадувањето, сметаат од О2 коалицијата. За цел заштита на лицата во здравствен ризик од загадениот воздух, Министерството за здравство соопшти дека набавува 40.000 заштитни маски кои ќе бидат поделени на овие лица. Загадувањето на воздухот најмногу ги погодува најранливите категории: децата, постарите граѓани, трудниците, хронично и срцеви болни, лица со астма и кардиоваскуларни и респираторни болести. Според Татјана Чекулев од О2 иницијативата, мерките кои беа воведени не даваат ефект, зашто не редуцираат радикално ниту еден од главните извори на загадување. Ако немате намалување на количината на испуштени загадувачи во воздухот, не може да има ефект, освен ако не дувне ветер и го разнесе загадувањето. Таа вели дека краткорочните мерки треба да доведат до брзо намалување на загадувањето преку мерки на редукција, по принцип 50% до 100% намалување на сите извори на загадување, зависно од состојбата. Долгорочните мерки пак значат дека ќе се замени начинот на грејење во незагадувачки. Индустријата ќе користи најнови технологии и филтрацијски системи со кои ќе се намали испуштањето на загадувачките материи во воздухот, а одреден број ќе се дислоцира од градовите, а возилата ќе бидат над Евро 4 стандард. Во споставување систем за минимален сообраќај во центарот, со можности за оставање на автомобилите на периферија од градот и користење јавен транспорт или велосипед до саканата дестинација. Ова се дел од долгорочните мерки кои би требало да се воведат за да се намали загадувањето на воздухот. Но додека чекаме да се преземе некој покрупен чекор за решавање на овој проблем, Министерството за здравство соопшти дека е во подготвителна процедура постапката за набавка на заштитните маски кои ќе бидат бесплатно поделени на лицата во здравствен ризик. Набавката опфаќа 40.000 специјални маски кои штитат од PM2,5 и PM10 частичките. Имајќи предвид дека законските процедури за набавка на маските се долги, оваа процедура се одвива со мало доцнење, нагласуваат од Министерството и додаваат дека и за идната година се планирани вакви набавки во зависност од потребите. Комисија формирана од владата на Македонија има обврска во рок од 30 дена да најде конкретно решение за проблемот со стопанисувањето на комплексот Македонско село. Македонско село престана да работи на 18 октомври минатата година, кога менаџментот на комплексот на веб страната и на социјалните мрежи објави дека престанува со работа. Владата на својата последна седница донела одлука за формирање на комисија која ќе има обврска да го реши проблемот со стопанисување на комплексот Македонско село. Таа ќе треба да ги разгледува сите аспекти на фактичката состојба и направи анализа на сите законски решенија за начинот и постапката за продолжување на стопанисување и управување со комплексот Македонско село. Комисијата е составена од членови од ресорните министерства и органи, а има обврска во рок од 30 дена да излезе со конкретни
конкретно решение. Македонско село престана да работи на 18 октомври 2018 година, а проблемот околу стопанисувањето со комплексот настана кога Тинекс едноставно го прекина договорот со кој се обврза да управува со Македонско село. Неофицијално причината била големите трошоци за менаџирање на овој објект. Компанијата Тинекс на 23 јуни 2016 година свечено го отвори комплексот Македонско село, лоциран во село Нерези во близина на манастирот Свети Пантелеймон. Етнокомплексот има 12.000 метри квадратни и е изграден во стилот на традиционалната македонска архитектура. Има автентични куќи од различни краишта на Македонија со сместувачки капацитет за 100 гости. Во состав на комплексот се хотел, ресторани и дополнителни содржини. Со почит и свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште на гумење и на повеќе манифестации во Крушево, утре ќе се одбележи 38-миот роден ден на Тоше Проески. Фановите на Тоше од Словенија, Бугарија и Србија веќе пристигнуваат во Крушево да му оддадат почит на Тоше и да потсетат на него, пеејќи ги неговите песни. Утре на 25 јануари, со почеток во 11:30 часот, со полагање цвеќе на вечното почивалиште на Тоше и со прикладна програма во спомен куќата Тодор Проески, ќе започне одбележувањето на годишнината од раѓањето на Тоше Проески. Организираното одбележување ќе почне кога приврзаниците на Тоше, фановите, представниците на институциите ќе го посетат неговото вечно почивалиште на гумење. Напладне, во спомен куќата на Тоше, почнуваат манифестациите. Учесниците од Крушевското училиште Наум Номовски Борче ќе читаат извадоци од песните на Тоше. Ракотворци од Битола ќе изработуваат дела од Срма и Монистра, тематски поврзани ликот и делото на Тоше Проески, а ќе настапат и поединци, меѓу кои Елена Ристевска, која ќе настапи со интерпретација на неколку песни од Тоше. Имено од 9 до 16 часот утре во спомен куќата ќе се одржува традиционалната крводарителска акција во чест на Тоше. Спомен куќата на Тоше Проески на гумење содржи над 350 експонати поврзани со Тоше, а од 2011 година кога е отворена, ја посетиле преку 650.000 гости, од кои 30% од странство. Како што информираат од музеот, фановите на Тоше од Словенија, Бугарија и Србија веќе пристигнуваат во Крушево да му оддадат почит на Тоше, да потсетат на него, пеејќи ги неговите песни. Утре се одбележува 38-миот роден ден на нашата и балканска музичка звезда Тоше Проески, кој трагично го загуби животот во сообраќај на несреќа кај Нова Градишка, Хрватска, на 16 октомври во 2007 година. По повод 24 јануари, Меѓународниот ден на образованието, Државниот завод за статистика објави податоци дека во Македонија образованието рано го напуштаат 8,5% од лицата меѓу 18 и 24 години. Според податоците на УНЕСКО, 750 милиони млади и возрастни лица во светот не знаат да читаат и да пишуваат. Низок степен на образование во Македонија имаат 17,7% од лицата на возраст меѓу 25 и 34 години, а 8,5% од лицата од 18 до 24 години рано го напуштаат образованието, објави Државниот завод за статистика по повод 24 јануари, Меѓународен ден на образованието. Во формалното образование и во образованието надвор од редовниот образовен систем учествува 10,7% од работоспособното население. 25 часа по лице се поминати во образовни активности надвор од редовниот образовен процес. Во процесот на образованието се опфатени 800 машки и 414 женски деца со попреченост. Од нив 218 посетуваат редовни училишта, а 996 се во специјални училишта. Според податоците на УНЕСКО, 715 милиони млади и возрастни не знаат да читаат и да пишуваат. 1 од 5 адолесценти во светот го напуштил средното образование. 262 милиона деца и млади во моментот не одат во училиште, а 1 од 11 деца не оди во основно училиште.
Македонија утре ќе потпадне под влијание на нов студен и влажен бран, кој ќе услови врнежи претежно од снег, а во југоисточните делови од дожд, каде што врнежите ќе бидат обилни и поројни. Локално, како што информираат од Управата за хидрометеоролошки работи, се очекува да наврнат на 30 литри на метар квадратен. На повеќе места ќе има врнежи од снег и ќе се формира нова позначителна снежна покривка на планините над 50 сантиметри, а во пониските места од 10 до 20 сантиметри. Во Скопје утре температурата ќе достигне 2 степена, в сабота ќе се движи од -8 до 1 степен, недела од -7 до -1 и понеделник од 0 до 8 степени. Почитувани гледачи, со временската прогноза го завршуваме ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас. Повеќе наслови можете да прочитате на нашата веб страна matama.mk и на социјалните мрежи Facebook и Twitter. Довидување!